Почитувани, добро вечер. Ова вечер имаме една малку поинаква и необична емисија, подготвена специјално за вас, во која гостин за прв пат во студиото на Канал 8 ни е роднокрајната авторка Марија Соколова, инаку доктор по филолошки науки, професор по македонски јазик и литература во Средното училиште Гошо Викентиев во Кочани. Таа неодамна имаше промоција на нејзината прва книга Асоцијативите во македонскиот современ јазик со асоцијативен речник во македонскиот јазик и обратен асоцијативен речник во македонскиот јазик. Се работи за книга која содржи истражување за асоцијативите, но врз база на тие истражувања се направени и два речника. Нешто што досега воопшто го немаше во македонската лексикологија и лексикографија. Ова е можност малку повеќе да им ја доближиме книгата на гледачите, односно на вас, почитувани гледачи, кои во наредниве 40 минути ќе сте со нас. Добро вечер, Марија, добро ни дојде за прв пат во студиото на Канал 8. Добро вечер. Добро вечер за гледачите на Канал 8 телевизија. Ти за прв пат ни доаѓаш во Канал 8, да. Но и прва, навистина, интересна и уникатна книга, би рекла, Асоцијативите во македонскиот современ јазик. Да. Ќе се обидеме накратко да објасниме, нели, колку можеме во овие 40 на минути, да објасниме книгата. Морам само да кажам дека беше навистина интересна промоцијата која беше пред неколку дена. Доста и луѓе имаше собрано на промоцијата и колку можевте и вие преку промоцијата ја доближивте книгата до граѓаните, но сепак еве и ние на гледачите да објасниме што всушност, еве за почеток да почнеме, што всушност се тоа асоцијативи. Може ли накратко да објасниме? Да. Најпрвин сакам да ви се заблагодарам за поканата, еве што земав учество во вашата емисија и што можам одблизу да им ја представам книгата на гледачите на Канал 8 телевизија. Благодарно сакам да искажам и до општина Кочани и до градоначалникот Николче Илиев, кој што преку програмата за култура на општина Кочани финансиски го помогна издавањето на ова дело. Сега да го објаснам зборот асоцијативи. Насловот на оваа книга е Асоцијативите во македонскиот современ јазик. Во толковниот речник на македонскиот јазик, во тритомниот речник на македонскиот јазик и во современиот лексикон на странски зборови изрази, овој поим асоцијативи има повеќе значења. Меѓутоа, она што е битно за оваа книга е всушност тоа што асоцијативите представуваат поврзување во свеста на едни поими и представи со други. Односно, асоцијативите се ментално поврзување на поимите, всушност тие представуваат асоцијација на идеи, кога еден поим потсетува на друг поим. Така, кажи ми, Марија, од каде е идејата да се состави една ваква интересна и уште еднаш ќе повторам уникатна книга? Така. Пред неколку години во Скопје имав средба со една професорка Даринка Гортан Премк, која што доаѓаше од Институтот за српски јазик од Белград. И во разговор со професорката Даринка Гортан Премк и со мојата менторка на докторската дисертација, професорката Снежана Веновска-Антевска, ми имаше речено професорката од Србија да направам поголемо истражување за асоцијативите и да направам асоцијативен речник и дека на тој начин ќе оставам капитално дело зад себе. Да. И еве, после неколку години работа, значи, успеав и го направив ова капитално дело, значи асоцијативите во македонскиот современ јазик со асоцијативниот речник и обратниот асоцијативен речник и горда сум што сум авторка еве на оваа книга. На книгата, така, интересна. Книга, кажи ми, Марија спомена истражувања. Дали беа потребни голем број истражувања и какви истражувања, ако може да објасниме накратко? Да. Беа потребни за да се создаде вакво дело? Да, за потребите на оваа книга направив истражување, односно анкетирање на 500 македонски студенти и тоа на 4 државни универзитети во Македонија. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Универзитетот Свети Климент Охридски во Скопје и Државниот универзитет во Тетово. Според еден руски лингвист Караулов, се смета дека доколку има испитување на 500 испитаници, значи тој речник се зема за валиден речник, така и со овој речник, значи бидејќи истражувањата ми се подкрепени, значи со 500 испитаници, така? Значи овој речник нормално дека е валиден и е голема придобивка за македонскиот јазик. Но дали постојат истражувања за асоцијативите во македонскиот јазик?
Во македонскиот јазик нема некои поголеми истражувања за асоцијативите, освен што еве професорката Снежана Веновска-Антевска и професорката Билјана Маленко имаат напишано повеќе статии. Инаку јас за потребите на овој труд проучував многу литература од рускиот, бугарскиот и од српскиот јазик и особена почит сакам да укажам до професорката Рајна Драгичевиќ од Универзитетот во Белград, чии што истражувања во српскиот јазик ми беа поттик да ги направам и јас истражувањата во македонскиот јазик. Но нејзините анализи се однесуваат нормално на српскиот јазик, а моите анализи се однесуваат на македонскиот јазик. При анализата исто користев некои зборови кои што ги користеше и професорката Драгичевиќ, како што се еве на пример Балкан, земја, љубов, мајка и други. Но нејзините анализи нормално се за тој јазик, а моите анализи за македонскиот јазик. И која беше целта? Сакав да направам една компаративна анализа кај словенските јазици, односно да увидам кои се сличностите и разликите кои што постојат помеѓу асоциациите кај испитаниците во македонскиот и во српскиот јазик, односно сличности и разлики меѓу асоциациите кај два народа кои што порано живееја во една држава. Да. Кога е направено првото асоцијативно истражување? И еве, каква е хронологијата на изработка на асоцијативните речници? Така. Првото асоцијативно истражување е направено во 1910 година од страна на американските психолози Кент и Розанов. Целта на ова испитување тогаш било да се диагностицираат ментални нарушувања, односно врз база на невообичаените асоциации на испитаниците, доколку се разликувале од одговорите од другите одговори на тие 1000 испитаници, значи се диагностицира ментално нарушување. Овде јас можам сега вака да покажам во книгата една табела. А тоа е всушност табела за хронологија на изработката на асоцијативните речници, каде што се гледа хронолошки како и кога поточно се правени речниците во другите јазици. Еве, првиот речник, значи во 1910 година, подоцна може да проследиме дека, значи и во другите јазици, еве во Полска, Словачка, Белорусија, Унгарија и така натаму, значи се направени асоцијативни речници. И со ова можам да кажам дека јас не измислив всушност нешто ново, туку направив нешто за кое што досега во нашиот јазик се уште не си имаше никој нафатено. И еве горда сум, како што реков, бидејќи сум автор на овој прв асоцијативен речник. Како одеше тоа истражување, како одеше тоа собирање на материјалот? Значи, во некои земји собирањето на материјалот се прави компјутерски, преку постоечки компјутерски софтвер, кој што некаде дури и финансиски е подкрепено, значи е платено. Меѓутоа, јас го правев тоа рачно и овие тетрадки тука што ги имам приложено, значи го содржат вкупното, односно целокупното истражување за асоцијативите. И можам само еве накратко на гледачите да покажам, значи да прикажеме за да биде како вака сликовито како одеше тоа собирање на материјалот, со тоа што вкупниот број на анкетни листови најправи, значи кај нив направив селекција на испитаници од Битола, Тетово, Штип и Скопје. Понатаму правев селекција на испитаници, односно македонски студенти кои што студираат на факултетите за општествени науки и на факултетите за технички науки. Понатаму правев селекција исто така на испитаници, односно студенти од машки и од женски пол. И на крајот кога ги сумирав резултатите, значи го добив овој асоцијативен речник кој што реков, значи го правев повеќе време бидејќи штом се работи рачно, нормално дека треба и малку повеќе време за ова. Так, многу интересно и еве ова и вреди да се чуваат овие тетрадки. Да. Бидејќи се за успомен, а се надеваме дека и нема да биде и последна книга напишана од тебе. Кажи ми, Марија, од кои се категории имаше вклучено зборови во асоцијативниот речник? Во асоцијативниот речник вклучував зборови од повеќе категории, значи и тоа го имам приложено во книгата. Значи имав опфатено зборови од следниве категории: делови од човечко тело, понатаму физички и психички особини на човекот, роднински односи, храна, болести, лекови,
обувки, облека, дом, покукнина и така натаму, што значи дека анкетата за истражување на асоцијативите содржеше 50 зборови. Значи, тие 50 зборови сметав дека е оптимална бројка за една анкета, затоа што сметам дека и во иднина, доколку би го проширила речникот, или, доколку некој се нафати нормално и за проширување на ваков речник, подобро би било нека постојат неколку анкети, но бројот на стимулусите нека биде 50, затоа што ако анкетата содржи повеќе зборови, во тој случај би представувало повеќе замор за испитаниците и можеби би имало и повеќе недадени асоцијации. Така што сметам дека таа бројка од 50 зборови во една анкета е сосема доволна. Доволно, така. Хајде објасниме што представува всушност јадрото на јазичното сознание. Да. Благодарение на асоцијативниот речник во македонскиот јазик го направив и обратниот асоцијативен речник на македонскиот јазик. Овие два речника представуваат една комплементарна целина и благодарение на овие два речника јас го направив тоа јадро на јазично сознание во македонскиот јазик. Јадрото на јазичното сознание се всушност асоцијации кои што најпрви им паѓаат на памет на испитаниците, односно тоа се зборови кои што се наоѓаат во менталниот лексикон на испитаниците. Значи, нешто што најпрви им доаѓа на памет на овие, значи, на таа категорија на луѓе кои што ги испитувам. Сега, исто така, вовде, на самата корица од книгата, може да ја забележите, значи се гледа глава, глава, која што всушност глава го содржи тоа јадро на јазично сознание. Исто така го имам приложено и во самата книга. Значи, на оваа табела се гледаат 30 зборови кои што го сочинуваат јадрото на јазичното сознание во македонскиот јазик. Да кажам првите неколку зборови, значи човек, живот, љубов, среќа, мир, слобода и пари се првите асоцијации кои што се наоѓаат во менталниот лексикон на секој од овие испитаници. И што најчесто им... Да, тоа што најчесто им паѓа на памет на студентите, а всушност тоа се и најголемите потреби на човекот воопшто. И тука имам во заградата едни броеви, чисто само колку појаснување ќе дадам за гледачите. Например, ќе го земам првиот збор човек. Во заградата има 465 плюс 23. Што значат овие броеви? Тоа значи дека лексемата човек се јавува како реакција 465 пати, значи вкупно кај испитаниците, и тоа се јавува кај 23 стимулуси. Значи оваа лексема, односно оваа реакција човек се јавува толку пати кај вкупно 23 лексеми од тие 50 стимулуси кои што ги имам јас дадено во анкетата. Значи првично хронолошки ги имаш подредено до 30. Деца најмалку, така? Деца значи се јавува како реакција 32 пати кај 9 стимулуси, значи од тие 50 што ги имам дадено во анкетата. Затоа напоменав дека овие првите значи се всушност и тие најголеми потреби за човекот, односно асоцијации кои што најчесто им паѓаат на памет на македонските студенти. Го споменавме и јас во најавата и ти неколку пати обратниот асоцијативен речник на македонскиот јазик. Ајде да направиме една компарација помеѓу асоцијативниот и обратниот асоцијативен. Да. Во асоцијативниот речник на македонскиот јазик зборовите одат од стимулус кон реакција. Додека во обратниот асоцијативен речник пак одат од реакција кон стимулус. Обратно, како што ја кажува сами. Реакциите, значи во асоцијативниот речник ги давав автентично, односно како што стои во самиот вовед, се напишани, односно се внесени автентично, затоа што, како што кажува професорката Драгичевиќ, не е целта ние да ги правиме студентите пописмени или попаметни, туку целта е да се внесат онака како што тие ги имаат дадено во анкетата. Во обратниот речник, бидејќи нормално постојат многу повеќе реакции отколку стимулуси, значи затоа тој по обем е многу поголем. Исто јас така пак сликовито само ќе им прикажам на гледачите, значи како изгледа дел од тој асоцијативен речник и како изгледа дел од тој обратно асоцијативен речник. Ова е првата страница од асоцијативниот речник на македонскиот јазик, каде што јас хронолошки, значи како што по паѓачки редослед ги наведов реакциите, со тоа што кај стимулусот автомобил, реакцијата кола е најчеста реакција, односно 51 реакција постои
од оваа реакција, значи постои кај стимулусот автомобил, понатаку имаме BMW, Audi и така натаму. Значи, овде ги давам хронолошки сите реакции за тој стимулус. Така имам направено за сите 50 стимулуси од оваа анкета. После секој стимулус имам дадено едни броеви. Исто така како појаснување само ќе напоменам што значат овие броеви, а исто тоа го работев значи за секој од овие зборови. 500 првиот број значи дека тоа е вкупниот број на испитаници, 500 македонски студенти. Во заградата првиот број 185, тоа значи дека ја дава бројката на испитаници од машки пол. Нормално останатиот број е од женски пол. 535 тоа значи студенти кои што студирале на или студираат на општествени науки. 58 овој број го означува бројот на македонски студенти кои што студирале или студираат се уште значи на технички науки. Бројот по заградата 145 го означува бројот на различни асоциации кои што се јавуваат кај овој стимулус. Значи бројот ова стимулусот автомобил има 145 различни асоциации. Бројот 4 го ја означува омисијата, односно бројот на недадени асоциации. Тоа значи само 4 македонски студенти не дале одговор, односно реакција на овој стимулус. И последниот број 73 го означува бројот на единични асоциации кај овој стимулус. Значи кај автомобил, кај лексемата автомобил имаме 73 единични асоциации. Да, навистина интересно и пак ќе речем уникатно, бидејќи само една единствена вака книга во целата држава. Исто може само да објаснам за обратниот асоцијативен речник во македонскиот јазик, значи еве мала представа да кажеме за овој речник. И тука имаме повторно броеви, меѓутоа бидејќи напоменав дека кај асоцијативниот имаме од стимулус кон реакција, сега обратно, тука имаме од реакција кон стимулус. Еве да речеме зборот брчење, автомобил. Тоа значи дека реакцијата брчење се јавува само еднаш и тоа кај стимулусот автомобил. Понатаму еве да речеме зборот бунар, односно реакцијата бунар, имаме длабок 60, ракија 1. Што значи тоа? Бунар како реакција се јавува 61 пат и тоа кај две лексеми, кај лексемата длабок и кај лексемата ракија. Значи кратко појаснување за гледачите. Ајде, еве, накратко да објасниме кои се бенефитите од ова дело. Придобивките од оваа книга се големи, затоа што преку асоцијативниот речник на македонскиот јазик може да се направи концептуализација на емоциите, кое што истражување може да најде примена во психологијата. Понатаму може да се утврди јазичната и вонјазичната слика на светот, да се утврдат стереотипите за одредени поими и представи во одредено време на одредено место и нивната конотација. И преку овој речник, знаењето, значи овие реакциите кои што ги имам наведено, може да најдат примена и кај одредени лингвисти, значи кај во адвертајзинг куки, понатаму во маркетинг агенции, за реклами и така натаму. Што значи дека придобивките се огромни, затоа што во денешно време постојат големи светски компании на кои што им е битно кои асоциации, односно кои зборови ќе ги вметнат во рекламите. Поточно, кои се тие зборови што ќе ги асоцираат потрошувачите на нив. Да, значи доста големи придобивки имаат самата книга, кажавме каде може да најде примена. Ајде да издвоиме еден дел од или извадок би рекла од книгата кој би можел да биде интересен за гледачите, а преку кој практично можеме да видиме што представуваат стимулусите, а што реакциите. Така, значи накратко можам да презентирам еве дел од концептуализацијата на емоциите, љубов, радост, бес, Балкан, лексемата глуп и лексемата мајка. Инаку во асоцијативниот речник значи не содржи само хронолошко редење на тие реакции, туку јас во истражувачкиот дел имам поопширно значи објаснување. Тоа значи дека ги имам наведено значи кои зборови се со почеста фреквенција, кои реакции поточно се со почеста фреквенција, понатаму кои реакции се јавуваат само еднаш, кои стимулуси се со недадени асоциации. Значи тоа многу поопширно е направено во првиот дел од книгата. И еве само значи накратко ќе кажам
за концептуализација на зборот љубов, еве со него ќе почнам, бидејќи љубовта нормално е многу битна емоција. Што значи љубовта за македонските испитаници? Од 500 анкетирани испитаници на стимулусот љубов може да се забележат дури 212 различни реакции. За македонските студенти прототип на љубов е љубовта помеѓу машко и женско, меѓутоа дел од студентите имаат одговорено дека за нив љубовта представува и љубов кон децата, кон татковината, мајка, пријател, татко. Прототипно сценарио за македонските студенти е исто како и за српските студенти, односно љубовта представува за нив двајца, бакнеж, преградка, страст, брак и така натаму. Љубовта се концептуализира како голема, топла, од реакцијата топлина, нежна, црвена, светла, природна, сладка. Значи, љубовта може да се изедначи со материја која што може да се види, да се допре, да се слушне, да се почувствува, која има вкус, боја, мирис. Во асоциативното поле може да се забележат и многу одговори кои што се метафорични. Па така љубовта представува живот, пеперутки, дом, семејство, за некој и предмет, математика, хемија, физика, кревет, музика. Асоцијации со неголема фреквенција на љубов се среќа, срце, сакање, голема, чувство и омраза. Иако и самата е емоција, љубовта се поврзува и со други позитивни емоции, како што се среќа, романтика, искрена, задоволство, но покрај позитивни емоции постојат и негативни емоции, како што се омраза, депресија, нервоза, страдање, љубомора, халуцинации. Значи, накратко еве дел од реакциите кои што ги има дадено студентите за тој збор, зборот љубов. За љубов. Пратимо втор збор го споменавте? Да. Имам направено концептуализација и на зборот радост. Поточно кои се реакции ги даваат студентите за стимулусот радост. Како што во асоциативното поле на лексемата љубов со најголема фреквенција е зборот среќа, така и овде, значи, во лексемата радост со најголема фреквенција се јавува реакцијата среќа. Среќа, така. Да. Најфреквентни одговори на стимулусот радост покрај среќа се и тага, голема, насмевка, детска, исполнетост, смеја. Радоста се концептуализира како убава, светла од сонце, чиста од солзи, вкусна од вино и верна. Радоста се поврзува и со позитивни емоции, љубов, веселба, задоволство, расположеност, смеење, но според некои македонски студенти постојат и негативни емоции, односно ги асоцируваме на некои негативни емоции. Тага, лудост, илузија, несреќа. За студентите радоста е и број, 10-ка. Нормално, оценка што најмногу ја посекуваат на факултет. За студенти 10-ка, точно, да. Метафорични асоцијации за радост се кафана, месечина, пари, пиво, пица, подарок, кафич, книги, лето, лото, млекара. Прототипни носители на радоста се деца, бебе, пријатели. Прототипно сценарио за радоста за македонските студенти е успех, насмевка, друштво, забава и себеисполнетост. Так, интересно. Добро, споменавте друг збор, трет. Да, од емоциите, значи имаме тука концептуализација на зборот љубов, радост и како трет збор го имам наведено и зборот бес. А гнев беше после. Да, ги имаме и за тоа. Добро. Во асоциативното поле на стимулусот бес се среќаваат 121 различна реакција, од кои што со најголема честота на јавување се лутина, нервоза, гнев, куче, лут, кавга. Интересно е тоа што во асоциативното поле на лексемата бес постои љубов, додека обратно во асоциативното поле на лексемата љубов не постои бес. Да. Значи таа концептуализација оди само во една насока од бес кон љубов. Бесот се концептуализира како голем,
црвен, остар, течен, прототипен бесе поради недоразбирање, неконтрола, несогласување, расправање. Бесот се поврзува и со некои позитивни емоции, како што се мир, смиреност, љубов, кои што се сепак помалку на број, за разлика од негативните емоции кои што ги даваат испитаниците, а тие се побројни. Нервоза, гнев, лут, разочарување, немир, омраза, револт, избувливост, негативна енергија, негативно чувство, неконтрола. Значи, овие три лексеми ги има вака, детално објаснето, детално истражено во оваа книга. Покрај љубов, радост и бес, исто така имам направено анализа и на лексемите Балкан, лексемата глуп и лексемата мајка. Значи, како поинтересна, ќе ја наведам и концептуализација на лексемата, односно на стереотипот за Балкан. Ова е добро, значи, во иднина да можам да направам и паралела со српскиот јазик, затоа што и ке професорката Драгичевиќ има направено, значи, анализа на стереотипот Балкан, но убаво би било кога би земале такви зборови, значи, и од нашиот јазик и од друг јазик и би направиле паралела да видиме какво е размислувањето за асоциациите, значи, кај студентите и во двата помеѓу македонски и српски. Да. Може за кој било јазик, меѓутоа еве јас го споменав конкретно за српскиот јазик. За Балкан има дадено многу интересни реакции, но можам да кажам дека многу повеќе се песимистички, односно негативни реакции, за разлика од позитивните кои што се помалку на број, но сепак ги има. Од негативните, односно песимистичките реакции, еве ќе напоменам некои: сиромаштија, буре барут, хаос, заостанатост, идиотизам, крв, несреќа, нестабилност, примитивност, бучкуруш, геноцид, дивјачина, заостанат менталитет, конфликт, корумпираност, крвопролевање, луд народ, лудило, неуспех, пекол, транзиција и така натаму. Доста негативни. Да, има многу негативни асоциации, но можам да кажам како лексема, односно реакција која што е најчеста е терминот, односно асоциативот Македонија. Значи, Македонија се јавува како реакција. И беше сиромаштијата. Да, од негативните реакции. И Македонија е реакција на 84 испитаници, што е 16,8% од вкупниот број на реакции кои што ги даваат студентите, значи, за овој стимулус. Освен терминот Македонија, значи, се јавуваат и други асоциации со национална и географска содржина, како што се Југославија, Србија, Европа, Албанија, Балкански полуостров, Косово, дел од Европа, СФРЈ, Хрватска, Босна, Дунав и така натаму. И постојат исто така и парадигматски, но и синтагматски асоциации кои што се поврзуваат со оваа лексема. А во рамките на парадигматските асоциации се забележува и постоење на такви кои што имаат исто семантичко гнездо, како што се балкански полуостров менталитет, балканец, балканско однесување, и со тоа само се потврдува дека семантичката дисперзија е тесна доколку не се земе предвид бројот на единичните реакции. Сега само да напоменам дека реков еве има и позитивни реакции кои што се помалку на број, меѓутоа еве ќе кажам некои од нив: музика, филм, култура, бисер, забава, убав, дом, добродушни луѓе, живот, добро однесување, природни убавини, свадба, семејство, сплотеност, спорт и топол народ. Значи, ова е нешто што мислам дека сме препознатливи во светот, топлината, нежноста, добродушноста, значи сепак е и одлика на гостопремливоста, топлината, она што учествуваат. Е одлика на нашиот народ. И следен збор кој споменавте? Да, остануваат уште две лексеми кои што ги напоменав, тоа е лексемата глуп и лексемата мајка. За лексемата глуп, значи има исто така многу интересни асоциации и тука направив една споредба со оваа лексема во македонскиот јазик наспроти асоциациите кои што ги даваат испитаниците во српскиот, бугарскиот и рускиот јазик.
Трите најфреквентни реакции за стимулусот глуп во македонскиот јазик се човек, паметен и прост. Во бугарскиот јазик се човек, паметен и туп. Во српскиот јазик се извинувам, паметен, човек и ограничен, односно тупав, и во рускиот јазик човек, паметен и лудак. Слични се? Да, многу се слични. Значи, македонските и бугарските студенти дале речиси исти три најфреквентни асоциации, слични се и на асоциациите кај српските студенти. Односно, првите две најфреквентни реакции, човек и придавката паметен, се исти за сите четири асоциативни речници. Значи, еве, значи, ова е добар показател дека убаво би било кога во асоциативните речници би земале исти стимулуси, значи, и подосна би овие стимулуси би ги анализирале подетално и затоа, значи, на тој начин би направиле споредба со другите јазици, односно кои се тие асоциации што ги даваат испитаниците во другите јазици. И за последниот збор кој треба да го објасниме, мајка, претпоставувам повеќе се позитивни, отколку кај мајка, значи, сепак е убава лексема, значи убав збор, кој што каде што најмногу најфреквентни реакции на овој стимулус се љубов, татко, родител, жена, топлина, семејство, единствена. Во обратниот асоциативен речник на македонскиот јазик, именката мајка 21 пат е асоциација на лексемата бебе, а лексемата бебе па се јавува 4 пати, значи како асоциација на лексемата мајка. Тоа значи дека меѓу овие две лексеми постои силна асоциативна врска. Значи, концептуализацијата оди во двете насоки, и од бебе кон мајка, и од мајка кон бебе. Да. Мајка... Тука имаме ли негативни кај мајка? Кај мајка повеќе би издвоила, значи, како почести асоциации се зборовите единствена, една, најмила, добра, најдобра, најсакана, мајка е една, Македонија. И тоа ни укажува дека придавките една и единствена се прототипни придавки кои што означуваат бројност. Поеднаш се јавуваат и асоциациите здравје, лице, рака и судство. Значи, за мајката имаме представа дека таа е грижлива, незаменлива, односно мајката е родилка, односно столб на фамилијата. Ова се некои од асоциациите кои што ги даваат македонските студенти поврзано, значи, со овие 6 стимулуси. Так. Се обидовме на некој начин да објасниме и да приближиме овие зборови, да речем 6 или 7 кои ги споменавме. И асоциациите за нив, оние кои ти се ги испитувала кај студентите. Но интересна е и споредбата со другите јазици, би рекла. Кажи ми, Марија, во која област може да најдат примена овие истражувања? Овие истражувања може да најдат голема примена во македонската лексикологија и лексикографија, затоа што таму се чувствуваше таа една празнина, и целта ми беше тоа, значи да можам да ги направам овие два речника и со помош на овие два речника, значи да ја пополнам таа празнина која што кај другите јазици, значи тоа одамна е направено. Претпоставувам дека после емисијата гледачите, оние кои се заинтересирани, ќе сакат да си купат, каде можат да најдат, каде можат да си купат од ова интересно и уникатно дело и да објасним и зошто оваа книга е значајна во македонскиот јазик. Така. Примероци од оваа книга ќе има по универзитетските библиотеки, ќе има на факултетите, затоа што оваа книга може да користи како учебничко помагало, значи како помагало и на студентите. Потоа преку издавачките куќи ќе биде дистрибуирана и до книжарниците, така што секој кој што сака да има примерок од оваа книга ќе може да се Значи ќе биде лесно достапна, така? И во Кочани бидејќи Канал 8 се гледа во Кочани, па за да знаеме и да кажеме дали во книжарниците во Кочани ќе има книгата. Ќе биде достапна и во книжарниците во Кочани, затоа реков секој оној кој што би посакал да научи нешто повеќе за асоцијативите, да ја проучи оваа област, да дознае какви се размислувањата на македонските студенти, значи убаво би било да има примерок од оваа книга и да ја разгледа подетално. И уште само кратко значајноста на книгата за македонскиот јазик. Значи, денес сме сведоци во какво време живееме, дека јазикот постојано ни изложен на секакви напади, на секакви негирања и ваквите книги се показател за богатството на зборови во еден јазик, односно за опстојувањето во јазикот.
и само на крај ќе, значи ние јазикот треба да го чуваме, треба да го сакаме, треба да го негуваме, да го браниме. И ќе завршам со реченицата на големиот Блаже Конески, кој што кажал дека јазикот е нашата единствена татковина. Марија, јас ќе се благодарам еве што одвоим време да можеме ова дело да го покажеме пред гледачите и навистина интересно и уникатно и кое ќе најде навистина примена секаде. Објасневме и каде може да ја добијат сите оние кои се заинтересирани, асоцијативите во македонскиот современ јазик и интересна и идејата од каде потекнува за да можеш да го направиш ова дело. Се надевам дека нема да биде и последно, ова е твое прво, но и понатаму ќе продолжиш со истражувањата. Да, јас се надевам и сум со идеја да го проширам овој речник, значи па дури и да направам поточно да направам двојазичен асоцијативен речник, значи македонскиот јазик заедно со некој друг словенски јазик, така што за видневе за некој период, убаво било да се прошири. Ова останува и за следните генерации со години. Капитално дело кое што се надевам дека ќе остави трага и реков еве ќе го прошириме со нови зборови. Така, дај Боже да е така, ти посакувам многу среќа понатаму во истражувањата. Ви благодарам многу на поканата, ми беше чест што еве денес бев ваша гостинка во вашата емисија. И на нас исто, ќе те очекуваме понатаму повторно наша гостинка. Со задоволство. Почитувани, тука завршуваме емисијата. Јас ќе се заблагодарам за вниманието. Ја, да речам, промовиравме, ако си имаше промоција, ја промовиравме книгата Асоцијативите во македонскиот современ јазик на Марија Соколова, професорка по македонски јазик и литература во Средното училиште Гошов Игентиев. Се гледаме следната недела во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.